Почитувани, Спасовски, Ковачевски ја урниса МВР. Неспособноста оди до таму што и по 24 часа не може да го најдат сторителот на громорозните убиства на кучиња во Струга. А сите пак ние очекуваме да бидат способни и да го решат проблемот со дојавите за бомби или со некои потешки кривични дела. Што треба јавноста да мисли кога МВР под власт на СДСМ не може да пронајде човек кој со огнено оружје се шетал низ Струга и убивал животни? Што може и за што е способна МВР? Што прави Спасовски? За што е способен? Еден криминалец нема фатено. Единствено достигнување на раководството на МВР очигледно е испењето во хотели каде што ноќевање чини 20.000 евра. Бездомните кучиња се голем проблем кој оваа власт не успеа да го реши со години. И тоа од неколку аспекти. Владата со години не превзема буквално ништо и ги става граѓаните да бидат често мета на напади кои за жал завршуваат понекогаш и со фатални последици. Сето тоа пак предонесува државата да испаќа сериозни финансиски средства за добиени судски постапки кои граѓаните ги добиваат по основ на одштети. Едно од главните места каде има проблем со бездомните кучиња е Скопје. Главниот град е преплавен од бездомни кучиња, а градот нема никаква идеја за справување со овој проблем и покрај големите финансиски средства кои ги испаќа кон јавното претпријатие Лајка, кои кучињата ги враќа и ги остава повторно да бидат на улица. Кучињата не треба да бидат убивани и не треба да бидат на улица. Тие не се виновни за тоа. Тие често се мета на сообраќајни незгоди и на вакви немили настани. Владата и градот Скопје не покажуваат дека имаат некаква идеја и желба за решавање на проблемот, за кој мора подитно да се најде системско и трајно решение и да се отстранат кучињата од улиците во сите градови на Републикава каде проблемот е навистина огромен. Сметаме дека со изградба на професионални стационари и со еден хуман третман, низ кастрација и целосна стерилизација, овој проблем брзо би се решил и со воведување на еден итен, ригорозен закон за урбано очување на домашни миленици. Во спротива, ќе гледаме вакви немили сцени од убиени, отруени кучиња, стотици искасани и повредени граѓани, често и сообраќајки причинети како последица на овој проблем со бездомните кучиња кои повеќе години го мачат градот Скопје и целата држава.